И оваа година сите што имате зелени идеи повторно се отвара надпреварот за сите креативни, што подразбира филантропијата со зелени идеи, кога може да конкурираат, какви се идеи се прифатливи. Здраво повторно, и оваа година го организираме националниот надпревар за зелени бизнис идеи. Филантропија преку зелени идеи е само објаснувачки. Името кажува многу, филантропија човеколюбие, меѓутоа зелените идеи се оние насоки кои што се веќе светски насоки дека доколку навистина сакаме планетата и луѓето треба да обрнеме внимание на одржливиот развој. Па така овој надпревар бара бизниси кои што во својата суштина нема да штетат на природата, ќе користат локални ресурси и ќе придонесуваат кон одржливиот развој. Каде може да се конкурира, што се влегува во конкуренција и што добиваат како поддршка? Надпреварот оваа година се одлучивме, бидејќи пета година поред го организираме како здружение за социјални иновации Арно. Има своја веб страница која што се вика zeleniidei.mk, таму ги има сите информации. Може да конкурираат сите кои што се заинтересирани, може индивидуалци, мали фирми, задруги, граѓански организации. Меѓутоа единственото ограничување е да тие што ќе аплицираат, доколку аплицираат како правно лице, немаат годишен профит поголем од 10.000 евра. Значи не сакаме да инвестираме во поголеми, туку во помали предпријатија или правни лица кои што навистина ќе придонесат кон овој одржлив развој. Како што кажав, на веб страницата ги има сите информации, има два формулари за пополнување. Едниот е навистина оној дел каде што наративно се објаснува идејата, зошто е корисна за општеството, кој секи има бенефит, каков е општествениот импакт, која е зелената димензија. Тоа е наративниот дел и ова што е ново за годинава е финансискиот формулар. Се бараат бизнис проекти, се бараат да се предвиди, односно се очекуваат проекти, колку клиенти, пласман, сите оние работи што ни се сигурни и на нас и на донаторот. Кога зборувам за донаторот, зборувам за регионално ниво, за еден по-просперитетен и одржлив Балкан. Време е навистина повеќе да размислуваме за финансиите, за економијата, да не одиме интуитивно во градењето бизнеси, ако имаме убави идеи, да посветиме внимание во оваа фаза на планирањето. Значи се аплицира преку пополнување на овие два формулари, се испраќаат електронски на адресата arno.mkd@gmail.com, ја има и на веб страницата, до 2 јуни до полнок, што ќе рече дека имаат време и вашите гледачи да размислат и да почнат веќе со пополнување, затоа што, како што кажавме, оваа година имаме дел за формулар за финанси. Може да кажеме дека поради тоа што воведовме ваква новост, оваа година организираме и 4 работилници, каде што со помош на консултанти се доработуваат идеите на оние кои што аплицираат. Така. Да, помошта најмногу во делот на финансиите, бидејќи тоа е нешто што би рекле ново, иако има луѓе кои што веќе знаат тој дел како да го пополнат, па доаѓаат само на консултација. Трите работилници ги одржавме, бевме вчера во Кочани, претходната недела бевме во Битола, првата работилница беше во Скопје. Еве да најавиме дека последната работилница е закажана за 20 мај во Скопје. Наскоро ќе ја пуштиме пријавата, на 10 мај ќе можат веќе луѓето да почнат да се пријавуваат. Што е наградата за тие што ќе победат? Колку се победници? На национално ниво не овозможуваме награди, иако сме во потрага по луѓе филантропи или правни лица или донатори кои што ќе овозможат награди за локалните победници, националните. Овозможуваме пласман на регионално ниво. На регионално ниво се надпреваруваат по тројца надпреварувачи, трите најдобри зелени бизнис идеи од секоја земја. Еве може да ги споменеме земјите од Косово, Албанија, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, оваа година и од Грција. Значи навистина се гледа и донаторската перспектива дека сака да придонесе кон еднаков развој на целиот овој регион и сите тројца представници се надпреваруваат за $10.000. Има вкупно 4 награди. Тие се неповратни. Неповратни грант, меѓутоа грант кој што не се добива само за да се потроши, тука се националните наменски средства, националните фондации, во секоја земјата различна фондација го менаџира овој дел. Ние во нашата земја мониторинг, извештаи се прават, меѓутоа тука сме да помогнеме на нашите победници, затоа што тоа ни е интересот на сите. Благодарам за гостување во емисијата Бразди. Почитувани гледачи, нека биде за Арно, имајте зелени идеи и сите детали ги имате на веб страната arno.mk.